Приказната за грдото пајче почна да се раскажува низ Македонија. Позната е приказната, но кај нас има нов детаљ. Тој детаљ се вика консензуално патче. Грдото патче кој еден ден ќе стане лебед и ќе живее на водно, добива конкуренција со нов вид пајче. Значи, изборуваме за председателските кандидати кои веќе истрча на терен, кој јавно, кој преку медиуми. Важно, тоа се првите кандидати кои ние велиме еве ги пуштаат малку да попливаат низ вода, како пајчиња. А бидејќи сега е ловна сезона, ќе треба да ги преживеат ловџиските пушки. Но тоа се однесува како за консензуалниот, така и за другиот вид пајчиња, кои сега се пуштени да пливаат низ вода, се до моментот кога политичките и партиските води ќе се избистрат. И само едно грдо пајче ќе се претвори во горд бел лебед. Или можеби ние во Македонија ќе се потрудиме и оваа детска приказна да ја упропастиме и да ја додадеме отровни елементи. Како што стојат сега работите, одиме натаму. Консензуалниот кандидат за председател е опасен отров за демократијата во Македонија. Опасен отров за системот кој онака од сите страни се нагризува. Туку да прашам дали го следите државниот удар во живо во Венецуела. Дали ги читате западните медиуми, мејнстрим медиумите, кои живеат да видат крв, се палат на крв. Поважно им е да видат крвопролевање и граѓанска војна во Венецуела, отколку да се најде мирно решение за една криза која во голема мера се форсира од надвор. Ете, денес се објави веста. 26 мртви лежат по улиците на Венецуела. Таму известниот Хуан Гуаидо на среде улица се прогласи за председател. Јас ја преземам улогата на преоден председател, рече Гуаидо, инаку американски ученик, се школувал во Вашингтон. И прв Трамп се јави. Те признавам за преоден председател. По Трамп се јави и Еди Рама, албанскиот премиер, и тој рече те признавам Гуаидо. Чекайте малку, луѓе. Нели беше гласачки кутии наместо куршуми? Ballot boxes, not bullets. Демократските правила важат и за опозицијата. Венецуела не може да излезе од хуманитарната криза ако има ембарга, санкции, обиди за државен удар, протести, крвопролевања по улиците. Ситуација која во голема мерка ја креираат западните демократии, кои вака или онака го поддржуваат државниот удар или си молчат. Во Венецуела треба диалог. И да не забораваме, меѓу 7 и 8 милиони во Венецуела се нарекуваат чаветисти. Ја поддржуваат политиката на лидерот Хуго Чавес. Мадуро е продолжение на таа политика. Сите кои повикуваат на разум во моментов се во право. Затоа што, еве да земеме ваков пример, токму тој Трамп, нели, кој се јави, се огласи дека го поддржува преодниот председател. Тоа е исто како Ненси Пелоси да застане на гајба негде во Вашингтон и да каже јас сум од денес преоден председател на Америка. И пола свет ја признаваат. А Трамп, мистер Трамп, како се чувствувате денес? Треба да ја напуштите Белата куќа? Ама Трамп има и друг проблем со Пелоси.
се акна во зидот која таа му го крена како одговор на зидот кој тој сака да го крене на границата со Мексико. И Конгресот е затворен, владата делумно не работи и Трамп не може да се обрати до нацијата. Неговото годишно обраќање доцни. Пелоси ги затвори вратите, нема кохабитација, еве ви државен удар во Америка. Не е вистински, секако. Туку ми звони телефонот, синојка, ало, Ричи, кај си бе? Еве, кај сум по дома, на работа, читам. Што читам? Некој си Гиом Мисо, бестселер француски, трилер, да, Девојката и ноќта. Некоја боза. Се спомнуваат и некои банди македонци. Македонците се секојаш во некој негативен контекст, кои ете оперирале околу Антип, прават зулуми, ршум, плячкосуваат. А вие како по дома? Еве се пакуваме, ми одговара пријателов. Кај се пакувате, бе, кај ќе одите се? Почна школскава година. Се селиме. Не ја бива овде. Кај ќе одиш, бе, сте начукале по 50 години, ќе се селите се. Јас се иселив веднаш во 1989 година. Уште беше Југославија. Кинисав Австралија. Ама се вратив по 2 години, да си живеам во мојата татковина, да слушувам вицови на македонски, да ме пцујат на македонски. Тешко ќе ви биде, ве му викам. Словачка ќе одите? Па поарно, блиску е, еден авион земаш и си доаѓаш, а децата? И тие со вас? Ете, останува уште една празна куќа. Катанец, спуштени кепенци. Останува да ми звонат зборовите, не ја бива тука. Таа реченица деновиве се почесто ја слушам. Дали заради смената на името? Еве, Северна Македонија па зимава не престана снег да врне. Дали заради веќе извршениот државен удар во Македонија? Демократските принципи се одамна нарушени, ни референдумот не се почитуваше. Правна држава, ни абер нема да тргнеме кон правна држава, камоли да почнеме да ги правиме незините темели. Дали заради морбилите, вакцините на кои им изминал рокот, нечистотијата, гадотијата, духовната мизерија, атмосферата, сето тоа околу нас. И ми се чини уште многу стомни ке се кршат во Македонијава. Стомните како символ на старото печалбарство, кои жените или мајките си ги испраќале своите сопрузи, мажи или синови, ги пуштале додат на гурбет да печалат, а сопругата ја кршела стомната за да му оди лесно, како со вода, и еден ден да се врати назад. Ама во тоа време семејството си го оставале дома. Сега цели семејства заминуваат.